вечер, Пробиштип. Добро вечер, победнички Пробиштип. Победуваме. Победуваме. Само уште 7-8 дена. И ќе се стави крај на ова 2,5 годишно малтретирање на граѓаните на Република Македонија. А Зоран Заев и неговото раководство во СДСМ ќе се избришат од политичката сцена, за никој друг во иднина да не му падне на памет да си поигрува со државните и националните интереси, да си поигрува со подценување на капацитетот на сопствениот граѓанин. Драги пријатели, ние сме политичка гарнитура која што беше и останува многу посветена за грижа на сопствениот народ, за подобрување на економијата, за зголемување на животниот стандард, за зголемување на плати, на пензии, субвенции и така натаму. И во овој период покажавме огромна разлика во споредба со нашиот политички опонент СДСМ. И сега, кога зад нас имаме мина труд и многу дела, кога пред нас имаме програма нова, најквалитетна, над 500 страни, убедливо поквалитетна од оној памфлет што тие го нарекуваат план за живот. Сега, кога народот препозна многу работи што можеби некому не му беа јасни претходно, кога се стана јасно, сега веќе на 7-8 дена пред изборите, целите се во паника и не знаат што да направат. Па те ги убедуваа нивните дека ќе изгубеле, ама ќе било со мала разлика, па ќе влегле во некоја широка коалиција. Јас им одговорив дека разликата нема да е мала, таа ќе е огромна. Ќе бие срам да помислат на широка коалиција. Па дека после фатија да вадат некои анкети, каде што губат, ама за малку. Од онаа компанија на Спасов рейтинг, која што па во 2014 извади анкета пред изборите дека убедливо ќе победи СДСМ. Чисто да знаеме која извади таа анкета и гледам сега е тргнале нешто, изгледа дека недоразбирање имаат некој меѓу нив. Почна исто така интересни раскажувања меѓу нив. Вчера Стево Пендаровски вика: водиме на сите анкети. А Радмила на друго место вика: сите анкети се неточни. Јас се согласувам со Радмила. Дека таму кај што водат на сите анкети се неточни. Драги пријатели, тоа е една ситуација во една политичка структура која што се труди со измами, со лаги, со манипулации, со мамење на сопствениот народ да се добере до власт, која што се труди да се добери до власт во соработка со разни криминално-разузнавачки структури, не бирајќи средства, ставајќи ја државата во ризик, ветувајќи се и се што, а видовме што се ветувале. И затоа сега се спремни се да направат и со секого да се здружат. Сите можни комбинации им се во оптек, а најмногу им е во оптек ако изгубат барем да ја пролонгираат кризата. Па затоа ни говорат за големи коалиции. Голема коалиција значи пролонгирање на кризата. Па затоа ни говорат за продолжување на работата на СЈО надвор од договорениот рок меѓу сите партии и во законот од 18 месеци. Затоа што и СЈО значи продолжувањето негово значи продолжување на кризата. За да се остварат нечии туги интереси, кои што не се наши на граѓаните на Македонија. И ништо не е случајно. Бараат начини, ако изгубат, барем да ја продолжат кризата. Има само еден начин да не може никој да ја продолжи кризата во Македонија. А тоа е граѓаните масовно да дадат подршка и ВМРО-ДПМН да излезе од овие избори со 63 пратеници. Тогаш никој не може да ја продолжи кризата. Тоа е главната и единствена гаранција дека Македонија ќе излезе од политичката криза, ќе добие стабилна влада, ќе добие стабилна политичка атмосфера,
во која што ќе може да продолжи да расти економијата и да се зголемуваат вработувањата. Тоа го посакува цел народ. И тоа треба да се случи и ќе се случи на 11 декември. Затоа прашањето не е дали ќе победи ВМРО ДПМН, прашањето е да победи со доволен број пратеници Македонија да излезе од политичката криза. Имајте го тоа на ум. Почитувани присутни, гледам дека сега ги зголемуваат нивните лажења на граѓаните и манипулации. Ветуваат се и се што ќе стигнат. Една од најголемите нивни манипулации во последните недели е она ветување дека ќе давале по 500 евра поврат за граѓаните што трошат од своите плати и заработки и на крај на годината ќе со повратот на ДДВ ќе им дошло на секој човек по 500 евра. Па уште израчуна ако мажот 500 и не знам и жената 500, што да правеле со парите? На одмор да отишле, не знам што и така натаму, све завршија работава, уште како да ги потрошиме парите. Драги пријатели, овој народ е мудар народ. Независно кој е повеќе образован, кој помалку, повеќе искусен, помалку искусен, проста е математиката, не знам со кој памет тргна да го подценуваат. А математиката е следна. За да се добие 500 евра како одбиток од 15% од ДДВ, секој човек во Македонија, секој месец, цела година, треба да троши по 2 до 2,5 илјади евра месечно, секој месец, цела година. Колку има први штип што секој месец по 2,5 илјади евра трошат? Цела година, секој месец. Колку има низ Македонија што тоа го прават? Затоа гледаме дека си поигруваат со луѓето, си поигруваат со нивните емоции, со нивната сиромаштија, со нивната мака. Сакат со лаги да ги подкупат. И затоа ќе бидат дополнително казнети на 11 декември. Или пак онаа втората работа во која што гарантирале дека ќе има 500 евра просечна плата. Просечна плата секаде во светот се зголемува со тоа што се намалува невработеноста и расте притисокот врз работодавачите да им ги качат платите на вработените, или новите работодавачи што доаѓаат и им требат вработени, им нудат повеќе на тие што се вработени, поискусни и така натаму, за да преминат кај нив. И тогаш или едниот или другиот качува. Или тој кај кого што работи вработениот, или тој што сака да го превземе, и кога тоа масовно почнува да се случува, почнуваат да растат платите на многу луѓе и просечната плата расте. Тоа е така секаде во секоја пазарна економија, во секоја држава. Никаде, ниту со закон, ниту со декрет, нити со одлука на влада, не се носи просечна плата. Зоран Заев е единствен политичар во Европа, кој си дозволи да го лажи народот дека тој ќе ги качи платите во приватниот сектор. Значи, нема друг политичар во Европа што кажува дека во приватниот сектор ќе ги качи платите. Драги пријатели, еве како оди тоа со качувањето на просечната плата. 2006, кога дојдовме во владата, просечната плата беше околу 11.500 денари. Ниту ветивме колку ќе се качи, ниту кажувавме дека ние ќе се мешаме во приватниот сектор. Ние си ја знаевме работата што треба да се прави. А тоа е да се подобри бизнис климата, да се намалат даноците, да се намали бирократијата, на бизнисмените да им биде добро место Македонија за правење бизнис и да се охрабрат и привлечат домашни и странски инвеститори да отворат нови работни места. Значи беше 11.500 денари во тоа време просечната плата. Сега е безмалку 23.000, 22.800. Од 11.500 на 22.800 во време во кое поминавме ни светска криза, европска криза и домашна политичка криза предизвикана од СДСМ. Така се работи тоа. И така ние ќе продолжиме да работиме. Просечната плата ќе продолжи да расте, но вака, а не со лаги и со интриги, не со подценување на капацитетот на собствениот народ. Тоа народот исто така дополнително ќе го казни на 11 декември на изборите. Кога станува збор за носење инвеститори, го слушам дека
кажува дека ако тој дошол на власт, не само што ќе донеси толку инвеститори што ќе ги вработи сите, туку на мајките и татковците, децата ќе им ги вратил од диаспората. Значи ќе врати толку многу ќе има работа, значи толку ќе донесе фабрики, компании, и што нашиве тука нема да може да пополнат, ќе мора да се врати диаспората. Во ред, еве и тоа да го речеме дека е легитимно политички да ветиш. Ама да погледнеме кој го ветува. Го ветува човек што 11,5 години е на власт во неговата општина Струмица како градоначелник. Во време кога неговата држава според Светската банка е 5-та во Европа и 10-та во светот како најдобра бизнис клима. Во време кога Македонија е прогласена за држава со најниски даноци на планетата. Во такво време, во 11,5 години, Зоран Заев не успеа да донесе ниту една крупна компанија или фабрика во неговата општина, каде што на неговите им го ветуваше тоа, на неговите сограѓани во Струмица. И сега чекате тој тука во Пробишти да ви донесе? Па тој во Струмица не може да донесе компанија, а камоли вас да ве вработува во Пробишти, или не знам, Кичевчани во Кичево, или Штипјани во Штип и така натаму. Драги пријатели, затоа велиме, казната ќе биде голема на 11 декември. И треба да биде. Затоа што овој човек го заслужува тоа. Затоа што си поигрува со вас. Велам, со чувствата на невработените, со чувствата на посиромашните. Тоа мора да се казне. И тие невработени, посиромашни луѓе, и сите останати. Нивни сограѓани, пријатели, роднини и така натаму. Треба да го казнат и да знаат дека ако сака да помогне, треба да осмисли нешто добро, добро пресметано, да не ги лажи луѓето и многу да работи и честно да работи. А не како што работи тој во неговата општина. Гледам низ оваа кампања, од страв дека цел народ знае што правил тој во Струмица, нас не навредува, не нарекува криминалци, бандити или не знам што. А човекот е жив криминалец. Значи, тешко по-криминален политичар да најдете низ цела Европа. Човекот знаеме дека беше градоначелник во време кога се направи Глобал. Тоа е една голема стоковна куќа во Струмица. И направи крупен криминал таму, вреден 8 милиони евра. Се покрена постапка против него. Неговиот председател на партија, односно председател, нели ја држеше функцијата председател на држава во тоа време, Црвенковски, го аболицираше. Овој излезе и вика, јас не ќе да аболицират, ама еве запнал Бранко. Добро. Поминаа години, дојде време, сплет на околности да се донесе закон, да секој може да си побара да му се поништи аболицијата. Заев не бара. Не бара затоа што во меѓувреме таа зграда што беше дивоградба, нејзиниот барем формален собственик си побара по законот за легализација што ние го донесовме да се легализира. И градоначалникот на Струмица Зоран Заев подпиша легализација на Глобал. Нели викаше, не сум крив, немам вина, се е чисто, по законе и така натаму, џабе ми го прават ова по законе. Добро. Дојде законот за легализација, си поднесува барање, тивко, мирно, без никој да разбере, штрап, си подпиша градоначалникот, си ја легализира и си молчаат. И сега како тој човек да побара да му се поништи аболицијата? Таков човек не и треба за премиер на оваа држава. Не и треба ни за градоначалник на Струмица, ни за градоначалник на местна заедница во Струмица. А камоли за тоа што го бара. Затоа, драги пријатели, велам, кога се збори за Зоран Заев, за премиер, треба да се знае дека тој со себе си носи пакет. Во пакетот влегува начинот на негово работење и управување и владење. А тој го знаеме од Струмица и преку Глобал, и преку тендерите што ги додевуваше стотици, илјадници тендери на членови на неговото семејство, па приказната беше големо му било семејството. Значи, тоа е оправдувањето. Па не знам, на стриковци, стрини, тетки, чичковци, братучеди, браќа, што ли не, им доделил тендери
И после раскажува на цела Македонија, да, јас се збогатив, моето семејство има 6-7 милиони евра, тоа 6-7 како денари, да сега не е 1 милион евра разлика, и јас се збогатив во време на ВМРО. Не е поентата дека тој се вработи во време на ВМРО, се збогати во време на ВМРО. Поентата е дека тој се збогати кога стана градоначалник. Преходно имаше една бакалница во Струмица и една-две такви помали бизниси, далеку од ова што го има сега како империја на компании, тој и неговото потесно семејство. Затоа, драги пријатели, велам, кога се збори за носење на Заев за премиер, целиот пакет со него, начинот на управување, вицето, ќе си дојде он у Скопје, штедилница ќе си отвори, по 1 евро едноставно да не е сложено многу пат да сгрешат. Значи, тоа што го прават во Струмица, ќе го прават на ниво на цела држава. Тој рекет на компании што го воспоставиле како пракса во Струмица. Се сеќавате на она снимка, кажува, па вика ти не знаеш како е редот? И тој, и оној, и овој, и оној ги реди сите бизнисмени во Струмица, сите така правеа? Што си ми дошол мене ја да ти кажувам? И овој вика, не знам. Па така е редот. 1 евро за општината по квадрат, 100.000 квадрати, 100.000 евра, и по 1 евро од квадрат кај вицето. Така што, драги пријатели, тоа е тој, значи тоа треба да си го знаеме. Неговото носење на власт во Македонија значи пакетот цел со него. Навиките, начинот на управување, секи си дојде заедно, сите работи, вклучувајќи инвестиции. Колку донел инвестиции у Струмица, толку и у Македонија ќе донесе инвестиции. А во Струмица, таа индустријската зона што ветуваше на изборите дека ќе ја наполни со фабрики и со илјадници вработени, не стои празна ледина. Да, и пријатели, гледам дека тргнаа со ова лажење. Воете нека лажат колку сакаат, само треба да најдат некој да им верува. Секој човек може да лаже колку сака, ама треба да најде некој да му верува. А такви се помалку ги има. Ги гледам сега дека во последните недели ја актуализираат темата, кога видоа дека се доближуваат изборите, почнаа да си ги кажуваат и намерите. Многу луѓе не знаеа зошто се ова се случуваше до сега. Но кога почнаа да раскажуваат што им се намерите, двојазичност на целата територија, секој ќе мора да ги знае двата јазика, ако сака да се разбери во болница, во пошта, во банка, со полицаец и така натаму. Ако не сака, нека му мисли. Понатаму, промена на уставот, го кажа тоа на телевизија 27, канал 27. Проширување на рамковниот договор. Тесен бил, треба да се срушат рамките, да се прошири рамковниот договор. Понатаму, кантонизацијата ја испофали невидено. Значи, ваква била, таква, штубово ви е на вас во Швейцарија, тука селата си одлучуваат, не знам што. Па евеа Босна е кантонска држава, да ја земеме за пример. Секој месец се збори кој кантон кај ќе се отцепи. Па има референдум, по Уставниот суд го поништи референдумот. Па сега се најавува нов референдум, вклучувајќи и референдум за отцепување. Тоа ли ни треба на нас сега? За тоа ли гинеа нашите генерации предци за да доеме до оваа држава, до оваа независност, до оваа сувереност, до оваа слобода? За да доеме за некоја година во ситуација дали државата ќе биде цела или некој кантон, по мирен пат, културно, по закон, ќе си донесе одлука, ќе си распише референдум, луѓето ќе си излезат на референдум, ќе кажат не ќе ме во оваа држава, ќе си се отцепат и по меѓународно право никој ништо не може, ни војска да пратиш, ни полиција, ни ништо. Тоа што многумина не можеле да го добијат со војни, овој сака да им го даде без војна, вака со избори, со лаги, со манипулации, платите волку ќе ви бидат, пензиите такви ќе ви бидат, социјалната не знам колку ќе била. Што сакате секи ви вети само да се добере до тоа што го наумил и да ги исполни ветувањата после кон неговиот сценарист. Затоа, драги пријатели, треба да се внимава. А уште повеќе треба да се внимава кога пред некој ден прочитавме во медиумите, во Дневник ми се чини, како ДУИ кажуваат и ДПА, дека ако ВМРО ДПМН нема
доволен број пратеници да состави влади, ако зависи од нив, тие ќе бараат тие да го предложиле премиерот на Република Македонија. Гледате во кој правец оди работата и каква штета може да направи овој човек. Какви неслоги, какви проблеми, какви несогласувања, раздори на секаде низ целата земја. Затоа јас верувам во овој народ и сум сигурен дека на 11 декември масовно ќе излезат и ќе го поразат со историски најголем пораз на СДСМ. Да се знае како поминуваат вакви луѓе. Но и не само затоа. Ние не бараме само заради ова да биде елиминиран Зоран Заев од политичката сцена. И заради многу други работи, например, што ги направивме. Невработеноста, например, во Македонија во 2006 беа вработени 560.000 луѓе се на се. Сега се вработени над 720.000 луѓе. Планираме по 4 години бројката да е близко до 800.000. Затоа што планираме отворање на нови 70.000 работни места во наредните 4 години. Само преку мерката за вработување на млади лица до 29 години, во рок од една година, тоест две, од март 14 година до март 16, вработени се над 12.000 лица преку една мерка што ја донесовме. Во овие 2,5 години на криза, од тие 160.000 ново отворени работни места, отворени се 39.000. Сигурно ќе беше бројката поголема да не беше кризата. Успеавме во сиот овој тежок период, со многу кризи надворешни, внатрешни, да донесеме 2 милиарди и 600 милиони евра странски директни инвестиции во Македонија. Извозот на Македонија порасна над 4 милиарди евра. 4 милиарди евра и 55 милиони. Да ве подсетам, извозот во Македонија во 2005 беше 1 милиарда и 644 милиона. 1 милиарда и 644 милиона. Сега е 4 милиарди и 55 милиони евра извозот на Македонија. Само да го земеме, например, извозот кон Германија. Во 2005 извозот кон Германија е 292 милиони, во 2015 милиарда 795, скоро милиарда и 800 милиони евра. Значи од приближно 300 милиони евра на приближно 1 милиарда и 800 милиони евра кон Германија извоз. Извозот и увозот во времето на СДСМ се помали само од извозот сега на Македонија. Обезбедивме и 1 милиарда и 55 милиони евра за македонските земјоделци. Дадовме под закуп 62.000 хектари државно земјоделско земјиште за да се користи и да живеат од него земјоделците. Пред тоа го чуваа, не го даваа. Овозможивме набавка на нова земјоделска механизација по принципот 50-50. 2000 трактори и 7700 други парчиња земјоделска механизација се купија, кај што пола плаќа државата, пола собственикот. Го намаливме ДДВ-то од 18 на 5 на сточната храна и суровото масло, на живиот добиток и на многу други работи преходно. Ова беше последното од последните избори. Просечната плата, ви кажав, од 11.500 на речиси 23.000. Се изградија 74 нови училишта, се реконструираа околу 400 училишта. Се набавија 80 лаборатории за универзитетите во вредност од 1.600 милиони евра и денари, се извинувам. Преведовме и испечативме над 1000 стручни научни книги и учебници од кои се учи на 10 највисоко рангирани универзитети во светот. Се пуштија во употреба или се градат околу 100 спортски сали. 85 се пуштени, 15 се во градба, најголем дел при крај на градба. 74 тениски терени, 57 повеќе наменски игралишта, 50 фудбалски игралишта. Пензиите, просечни, се зголемија за 70%, најниските над 90%. Огромен број пензионери ја искористија можноста за банјско-климатска рекреација бесплатно.
До сега 37.000 корисници на пензија го искористија тоа. Социјалната помош порасна за 70%. Го исполнивме и ветувањето од минатите избори за еднократен отпис на долгови. 15.000 семејства добија еднократен отпис на долгови, заштедија 30 милиони евра. Ние што ветуваме, тоа и го исполнуваме. Ова го кажувам за да знаете дека тоа што го ветивме минатите избори, го реализиравме. По закон, како што си беше најавен и донесен. Понатаму, додека беше СДСМ, имавме само покачување на цените на лековите. Кога дојде ВМРО, само намалување. Се намалија цените на 4700 лекови и заштедата на граѓаните сега секоја година е 33 милиони евра. Наместо да ги платат за лекови, остануваат во джебовите на граѓаните. Се овозможи легализација на бесправно изградените објекти на територијата на цела земја. По 1 евро квадрат се разбира. Па се овозможи и откуп на земјиште под објектот и на дворното место исто така по 1 евро. Се намали цената на зелениот картон, се воведе едномесечен зелен картон, се намали цената за регистрација на возила за 30%, се намалија царините и акцизите, луѓето увезоа автомобили да си го подноват возниот парк, а некој од нив и за прв пат да купат автомобил. 280.000 автомобили влегоа во Македонија откако ги намаливме цените на царините и акцизите. Но, драги пријатели, имаме сериозни намери и планови за наредните 4 години и проекти зацртани во нашата програма. Освен намалувањето на невработеноста, која ќе продолжи и ќе дојде некаде до 17-18 од сегашните 24%, што значи над 70.000 ново отворени работни места, планираме постепено да расте и минималната плата и до крајот на 2020 да стигне до 14.000 денари постепено. Платите ќе растат за 10,25%, пензиите исто така на пензионерите ќе пораснат за 10,25%, овие денови ќе ја земат ноемвриската пензија со 5% покачување, плюс овие 10,25%. Социјалната помош ќе се зголеми за 50% во наредните 4 години. Тоа е реално, тоа е максимум што може да се извлече од оваа гледна точка. Ако работите тргнат и подобро што очекуваме во економијата, веројатно ќе можеме и повеќе да пружиме можности. Ќе се воведе проектот рурални развојни зони, што ќе овозможи сите градови под 10.000 жители и сите села, сите населени места, како овде во Пробиштив да речеме сите села, ќе има можност 5 години секој што ќе направи инвестиција во нив да може да добие привилегиран статус. 5 години, во тие 5 години секој што ќе го почне изградбата на фабриката или земјоделски откупен центар или други работи кои ги има во нашата програма, да биде ослободен во период од 10 години, 100% ослободен од плаќање на персонален данок на доход, плаќање на данок на добавка, 50% ослободен од плаќање на придонеси за здравство и пензиско, плюс да добие од државата 10% од вредноста на неговата инвестиција, финансиски грант. Значи, ако му е 1.000.000 евра инвестицијата, 100.000 евра ќе му ги плати државата. И дополнително, за секој ново вработен да добие финансиски грант неповратен од 2.000 евра или 4.000 евра ако станува збор за стечец. Тоа го прави ВМРО ДПМН, со тоа се занимаваме, на тоа го посветуваме нашето време, наместо СДСМ што го посветува на манипулации, на интриги и на се друго. За следните 4 години се предвидуваат 600 милиони евра за земјоделците, нови 600 милиони евра, по 150 милиони евра секоја година. Зголемување на субвенциите од 50-50 на 60-40 за набавка на трактори и земјоделска механизација. По 10.000 евра на секој млад земјоделец до 40 години кој прв пат ќе почне бизнис во земјоделие. Ќе се изградат 5, односно 6 експресни патишта со 4 ленти во Македонија. Ќе се изградат 18 нови училишта и 140 ќе се реновираат, како и 78 нови спортски сали. За студентите предвидуваме проект промена на студентскиот статус, односно сите студенти кои се запишани на државните универзитети во квота со кофинансирање од 400 евра,
и ќе ги положат сите испити од прва година со просек над 8,5, автоматски ќе бидат префрлени во државната квота со надоме со само 200 евра и може да го задржа тој статус се до крајот на студирање, доколку просекот им остани најмалку 8,5. Значи можност и за оние што плаќаат 400 да бидат 200. За сите студенти на државните факултети кои потекнуваат од самохрани родители или еднородителски семејства, случај кај што се разведени родителите, со примања под минимална нето плата во Македонија, партиципацијата ќе им биде намалена за студирање за 50%. Во рамки на проектот Инвестирај во својата иднина ќе обезбедиме стипендии за постдипломски и докторски студии за студенти од семејства со пониски приходи, кои во преходното образование постигнале успех, просек од 8,5 најмалку. Целта е да им се помогне на оние студенти кои сакаат да се надградуваат, а немаат доволно финансиски можности. Ќе продолжиме и со проектот Купи куќа за млади до 35 години, каде што на кредит од 20 години 11 години партиципира државата и тоа 8 години 80% и 3 години 50% во делот на враќање на ратите, односно главница и камата. Исто така, имаме и нов проект за оние над 36 години, ако сакат да си купат или изградат или надградат куќа, да 10 години се кофинансира кредитот, 65% во првите 7 и 35% во наредните 3 години. Имаме уште многу други проекти и тие ги има во нашата програма. И јас знам дека секој што ќе ја прочита нема да има дилеми за кого да гласа. Драги пријатели, овде во Пробиштип во периодот од 2006 до 2016 преку мерките за отворање на нови работни места што ги спроведува владата, отворени се голем број на нови работни места. Над 2900 ново отворени работни места само преку мерките кои што ги отвара владата преку специјалните мерки. Невработеноста во Пробиштип е намалена за 56%. Ја изградивме браната од хидросистемот Злетовица, заедно со придружни објекти, водозафати и цевковод. Со ова обезбедивме квалитетна вода за пиење за над 100.000 жители од овој регион. Се вложија преку 300 милиони денари за реконструкција на регионалните патишта во вкупна должина од околу 37 километри. И тоа се реконструира Кратово кај Страцин до Пробиштип, од Свети Николе до Пробиштип, Неокази, и од Злетово до Пробиштип. Го изградивме локалниот пат од Драч до Бунеш, како и повеќе улици во населеното место Добрево. Исто така, ја доизградивме делницата од Стрмош до Дренак. Го реконструиравме патот за Ратавица и патот за Плешенци. Изградивме водоводна мрежа во местата Кундино, Турско Рудари, Бунеш, Древено и Троол. Извршивме и приклучување на Ратавица со доводниот цевковод на водоводната мрежа на Злетово. Ова инвестиција е во вредност од 6 милиони денари. Се изгради и фекална канализација во местата Стрисовци и Долни Стубол, како и секундарни приклучоци на главен колектор во Злетово и се инвестираа 3,5 милиони денари. Се модернизираше скијачкиот центар Пониква со инвестиција од 1 милион и 100.000 евра. Изградивме екопатека за поврзување на Лесново со општина Пробиштип со Панталеј во општина Кочани. Го реконструиравме градскиот парк во Пробиштип, а се уредува и излетничкото место Лесново. Се доделија субвенции за земјоделието во вкупна вредност од 305 милиони денари само во последните 5 години. Значи, само во последните 5 години 305 милиони денари овде во Пробиштип дојдоа за земјоделците како субвенции. 5 милиони евро. Изградивме училишна спортска сала во средното училиште Наум Наумовски Борчи и спортска сала во Злетово. За развојот на спортот изградивме едно фудбалско игралиште, едно повеќенаменско игралиште и 2 тениски терени.
Се изврши реконструкција и санација на 5 училишта. Го воведовме проектот Наш специјалист, со што овозможивме поголема достапност на здравствените услуги до граѓаните на Пробиштип кои преходно беа упатувани во други градови. Отворивме народна кујна за најранливите категории во Пробиштип и во Злетово. Се реновираше и Центарот за социјална работа и многу други работи кои што низ овој период се направија. Но она што е важно, ќе се продолжи и понатаму. Во индустријската зона Неокази го донесовме странскиот инвеститор Crownfield Foundry, кој ќе инвестира 15 милиони евра, кои ќе креираат најмалку 280 нови работни места за вас тука во општина Пробиштип и околината. Се очекува да почне со работа во 2017 година, значи во текот на следната година. Предвидуваме вработување на околу 300 работници за локалитетот Плавица, Црнврв, во општина Пробиштип и Кратово. Доделена е концесија за експлоатација на бакар и злато за отворање на овој рудник од страна на инвеститорот. Планирани се околу 200 милиони евра инвестиција. Очекуваме истиот да биде ставен во функција на подготвителни работи и отпочнување со експлоатација во 2018 или 2019. Се планира довршување на изградбата на автопатот Миладиновци-Штип, кој е во тек на градба и негде до крајот на 17-та треба да заврши во градбата, 47 км, 206 милиони евра инвестиција. Ке се изгради и експресниот пат Штип-Кочани, 4 ленти, во должина од 23 км, инвестиција вредна 53 милиони евра. Овие два патни правци, овие два патишта се многу значајни за Пробиштип и за цела Источна Македонија. Ке се изгради и регионалниот пат од Пробиштип до ски центарот Пониква. Патот е во должина од 13 км и широчина, ќе биде од должина од 13 км и широчина 6 метри. Се проценува дека вредноста на овој проект ќе биде 5 милиони евра. Изградбата на овој пат ќе биде од големо значење за развојот на туризмот во овој регион. Исто така, ќе се реконструира целосно регионалниот пат Пробиштип-Крупиште, инвестиција вредна 4 милиони евра. Предвидено е изградба на локални патишта повеќе. Патот за населеното место Јамиште, патот од Горни Стубол до Долни Стубол, пристапен пат до манастир во Дренак и повеќе други. Ќе извршиме и реконструкција на патната делница Пробиштип-Крупиште-Штип во должина од околу 15 км, досега е завршен 1 км од страна на Пробиштип. Ќе го санираме слечиштето на регионалниот пат Кратово до Пробиштип, како и регионалниот пат Пробиштип-Крупиште. Во соработка со општина Пробиштип, предвидена е изградба на водовод и фекална канализација за населеното место Неокази во вредност од 250.000 евра. Ќе се изгради објект со 48 станови или куќи за лица во социјален ризик и други ранливи категории тука во Пробиштип. Ќе извршиме реконструкција на далеководот Трефостаница Штип, Трефостаница Пробиштип. За потребите од обезбедување на напојување на индустријската зона Неокази, ги започнавме постапките за изградба на разводна постојка за Трефостаница Неокази. Како дел од магистралниот гасовод Штип-Кочани, Виница, Разводци, планираме изградба на 13 километарски крак кон Пробиштип. Пробиштип ќе добие газ со цевковод, со гасовод. Вредноста само на оваа инвестиција на овој крак ќе биде 18 милиони евра. Во фазата 2 од изградбата на хидросистемот Злетовица предвидуваме инвестирање во систем за наводнување на нови 4500 хектари обработлива земјоделска површина за општините Пробиштип и Кратово, со што ќе придонесеме кон подобрување на перформансите на земјоделското производство во овој регион. Ќе продолжиме со санација на браната Пишица, која беше оштетена од поплавите во 2013. За ова ќе се инвестираат 58 милиони денари, односно околу 1 милион евра. Предвидуваме санација на старата јавовишна депонија од рудникот Злетово во градот Пробиштип.
Со ова ќе го надминеме сериозниот еколошки проблем и загадувањето на реките Злетовица и Бригалница, како и на реката Варда. Овде во Пробиштип ќе изградиме нова детска градинка за сместување и изгрижување на децата. Планираме реконструкција на покривот на основното училиште Браќа Миладиновци и реконструкција на санитариите во основното училиште Никола Карев. Во Пробиштип планирани се 2 баскет игралишта, а ќе продолжиме со непосредна заштита на манастирот Свети Гаврил Лесновски, кој е изграден во 11 век, кој е еден од најзначајните и најубавите средновековни сакрални споменици на културата во Република Македонија. Предвидуваме и повеќе други проекти, но, драги пријатели, тоа сме ние. Вака ние работиме, обмислуваме, се распрашуваме со луѓе што ги знаат работите, правиме тимови, работиме, излегуваме со понуда, а потоа реализираме. Затоа велиме, на овие избори секој има 2 алтернативи. Една што гради, создава, решава проблеми, се грижи за луѓето, помага. Втора, која што шири постојано деструкции, манипулации, лаги, хаоси, се здружува со разузнавачко-криминални структури, чека некој однадвор да ја донесе на власт, а не народот. Не знае дека народот е тој што носи на власт и со негово подценување ништо не може да направат. Тоа са двете алтернативи. Се надворо тоа е нешто што не е реално. Оние мали партии што се здружиле по 2-3, тие се наменски направени од страна на СДСМ за да земат дел од нашите гласови. И ако гласа некој за нив, е исто како да гласа за СДСМ. Тие нема ниту пратеник да добијат гласовите, во празно ќе отидат. Затоа велам има 2 алтернативи и се носат 2 одлуки. Едната одлука е за тебе и за твоето семејство. И тука се сите овие проекти што ќе се направат и веројатно и повеќе од тоа, затоа што ние сме многу внимателни кога ветуваме за да не ни се случи кикс. Но се носи и одлука за Македонија. Во каква Македонија сакаме да живееме? Дали сакаме во независна, унитарна, суверена, каде што граѓаните ќе одлучуваат што ќе се прави? Или во кантонска, во Македонија двојазична на цела територија, во Македонија во која што тој што му помага Назаев да дошол за премиер, тој ќе кажува каква капа да им кројат на граѓаните. Затоа велиме, имате 2 алтернативи за 2 одлуки. И јас знам дека на овие избори излезноста ќе биде огромна, поддршката на народот ќе биде огромна за ВМРО, ДПМН и коалицијата, што значи поддршката ќе биде огромна за Македонија, за независна, суверена, унитарна, европска Македонија, Македонија која ќе оди кон Европската унија и НАТО, и економски се помог на Македонија. Да сте живи и здрави, да живее Пробиштип, да живее Република Македонија, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.